Ние сме во Козле, во Скопје. Дојдовме да го посветиме еден човек по име Миодраг. Првиот удар го доживува на само 7 дена од неговото раѓање. Бил оставен од своите биолошки родители, потоа оди на посвојување и тука почнува неговата голгота. Сега има потреба од нас, сега има потреба од сите институции, а најмногу од здравството. Да видиме како можеме да му помогнеме и да ја чуеме неговата приказна. Добар ден. Добар ден. Како сте? Добре, фала, вие? Вие сте Мики, така? Миодраг, да, здраво. Здраво, јас сум Криси, драго ми е. Ние сме екипата на Срца на Бланка. Вие сте? Снежи. Снеже, баба Снеже, така? Баба Снежи. Да сте ми живи и здрави. Како сте? Добри ли сте? Добри. Ама вие ми кажавте дека идва станувате, а сега ме пречекувате на врата. Какви домаќини? Мора да се изрази поштовање. Какви домаќини, ти благодарам. Молам, фала ти на тебе што дојде. За да ве ја чуам вашата приказна, дали ќе може да ме примите во вашиот дом? Слободно. Јас прва? Да. Ти благодарам. Молам. Оди, ете, право до вратата. Право? Прва, втора лево? Втората. Ајде. Втора лево. Има приказни што не се мерат со години, туку со болката што ја носат. Оставен на само 7 дена од своите биолошки родители, судбината му дала ново семејство, надеж за нов почеток. Но и тие што го посвоиле, го оставиле. Во свет во кој најмногу му недостигала родителска преградка, единствената вистинска љубов ја пронашол во својата баба. Таа била негова мајка, татко, дом и засолниште. Денес баба му повеќе не е меѓу живите, но за Миодраг Манасиев таа никогаш нема да замине. Се додека јас сум жив, жива е и таа, вели тој. Добар ден. Добар ден. Најпрво, како си ми, како се чувствуваш сега? Откако дојдовте вие, подобро сега. Ти благодарам, тоа значи дека ти носиме малку позитива во Позитива Во и куќава. надеж и дека тој проблем што го има дека ќе се реши. пред моменталниот проблем да го споменеме пред камерите и да дознае јавноста што се случува со тебе и со твојот живот во моментов, би сакала да започнеме да разговараме за нешто што се случило многу порано, односно со твоето раѓање. Ќе сакаш ли да отвориш темата за тебе, за животот, за твоето раѓање, за се она што имаш поминато? Јас сум роден 1968 година. По правило јас сум роден во јуни, ама они ми посвоиле мене изгледа најверојатно во јули. И мене ме посвоиле на 7 дена. Дете на 7 дена. Да. Во Кисела вода, на улица Мозола, тоа според Златен Сремец беше на времето. Он ме посвојува, ме посвојуваат Василија и Јелица. Значи зборам за законските родители. Биолошките, правите, не ги познавам. И они се разведуваат малку покасно. Колку е тоа малку подоцна? Кога сум имал ја 16 месеци. Баш многу брзо по посвојувањето. Да. Што се случило? Дали знаеш зошто? Знам. Била неморалка. Таму кај што правила неморал, ме носела и мене. И он заради тоа се развел. И он оди во Германија после 70 години. А тебе те остава на дома? Неговата мајка, на неговата мајка ме остава, на баба ми. И Драга, значи, Драга, он останува, да, ја останувам со Драга, он си продолжува таму, па некаде околу додека имав 10, 11, 12 години, секој лето како што доаѓаше на одмор во Македонија, си носеше по една девојка. Значи, на секој лето имав мама. Нова мама. Нова мама. И сте беа по еден месец-два. И си ода. И ја пак си останував со баба ми. Баба Драга го зеде во своите раце, кога сите други го опуштија.
Му беше мајка кога немаше мајка, татко кога немаше татко и единственото сигурно засолниште во неговиот живот. Јас ве слушнав за вашите законски родители, меѓутоа твоите чувства тогаш било, што ти било тогаш во твојот ум како дете? Кога дознав дека сум посвоен? Ке ми кажеш подосна кога си дознал дека туку растеш со баба, мајка ти не знаеш кај е, татко ти е во Германија, доаѓа постојано со различни девојки, како што кажа, што ти се случува тогаш? Зошто живееш со баба, кај е мама? Зошто тато оди во Германија? Дали си поставувал тука прашања како баба ти има чувано? Да. Драга беше, мојата баба Драга беше многу јака жена. Она беше и мама и тата, и баба и дедо. Беше јака како камен. Сите дупки што можеше да ги има едно дете во однос на, нели, родителска љубов, и сето тоа она го пополнуваше. Не осетив никаква празнина за ништо во животот додека она беше жива. Кога почина баба Драга? Она почина јас 1986-та, ја угостителско тогаш куварско учев. Она почина 1986 година, 29 април, класен час. Не бев на класен, на кардиологија почина во државна. Не бев на класниот час, она почина, тогаш видов прв пат како починува човек. И после тоа останав со тетка ми, незина ќерка, во истата куќа. И после тоа набрзо, 86-та завршив средно образование и веќе 1987 година, 13 јануари, влегов во фабрика Треска во Којната. Од тогаш веќе работам. До ова сега. Така, ќе споменеме повторно за тоа. Дали никогаш и кажа на баба ти дека е силна жена и дека никогаш не си почувствувал празнина? Она за мене не е почината. Она ќе почине кој ќе починам јас. За Миодраг, баба Драга никогаш нема да биде само спомен. Таа живее во секоја негова мисла, во секоја животна лекција што му ја оставила, во секоја добрина што ја носи во себе. Си се запрашал сигурно зошто да те дадат на 7 дена твоите биолошки родители? Па види, тешко е да откриеш кој те родил, кој те направил, меѓутоа како што растев и како што зреев нормално, како човек, како индивидуа, работев на себе. Ме интересираше генетиката. До кого личам ја воопшто? Физички сигурно не, а во однос на моите навики, начинот на размислување, дали сакаш да бидеш, значи, ниеден порок не ме прелажал сите овие години и пред тоа си направив калкулација дека еден од нив бил многу нормален. Зборам за биолошките. Затоа што јас не ме влече ништо што би можел ја да наштетам на мојот живот и на моето тело, и на духот, и на психата. Кога дознаваш дека си всушност постојан? Бев 7 оделение. Како? И во куќата каде што живеевме, во Кисела вода, ми каже тоа беше фактички од братучет на Васе, на законскиот родител што ме посвел, неговата жена Веска ми кажа дека јас сум посвоен. Како ти кажа? Што се случи? Па Тоа било намерно направено за ти да дознаеш за утре ден? Па мислам дека е намерно. Или пак Манасиев, како што сум, тоа ми е законското презиме од таткото што ме посвел, не ми од биолошките, пошто не ги познавам. Вика, па ти не си оригинал Манасиев. Они не си твоја крв, ти си посвоен. И ја прашав баба ми, она ми кажа. Било договорено со баба ти за така да ти не излезе се испушти. И од 7 оделение знам дека сум посвоен. И како тоа баба ти го објасни, како ти тоа го прифати? Сега многу убаво ми размислуваш и многу јако размислуваш и па тоа ме вашата психа е многу јака, меѓутоа ми кажа, тогаш сигурно не било така. Па не може едно дете да размислува како сега. Па за тоа сигурно тој Ники сега не може да размислува како сега. Јас сум сигурна, нели, годините и искуството се. 13 години основно училиште почнав од 6 години и 3 месеци. Болеша. Тоа сакам да ми го кажеш. Болеша. Секој ги се навратам, болеша. Нема кој да ти дојде родителска, драга баба ми доаѓаше. Бараше книги, боли. Гледаш од страна што се случува. Дали никогаш си запрашал од каде таа толкава љубов баба те да ти ја дава? Она има родено 9 деца.
Тој што ме посвои 9. Она е била родена 1924 година. Добре. По правилно е од Тетово, меѓутоа се омажила во Скопје на 16 години. 9 деца има родено, а првото и третото и починуваат за време на Втората светска војна. А татко ми што ме посвоил е вториот. Ги изчувала сите. Освен овие првото и третото што почина. Има внуци од... Дали имам братучици? 14. Јас сум првиот. Те делале Не. во однос на... Она не. Она не. Каде Од ништо. имаш увидено делба? По низиното делба? Делба имам видено од денчичко. Тоа беше Брат на татко ми што ми татко го ти. посвои, тоа знаеше да каже копиле. Ма добро. Добро, сега ми викаш добро, меѓутоа што тогаш се случуваше? Кај имаше навреди. Што Имаше тогаш се трауми. што Јас сум имал 4 години да кажеме кога он ме фрлил на китаван нагора. тоа било игра или тоа било намерно? Намерно. Зошто? Која Затоа што не причина? сакал купиле во куќата. Според Миодраг, во тоа време во Македонија посвојувањето се уште било тема обвиена со предрасуди. Наместо прифаќање, посвоените деца често били изложени на навреди, етикети и чувство дека се поинакви. Тој добро знае како изгледа да растеш со товар што не си го избрал, но секојдневно мораш да го носиш. Да посвоиш дете во тој период не било баш sejedno. Или во превод македонски кажано тоа е копиле. Искрено. Тоа било срамно. Може и затоа јас сум донесен на 7 дена. Пошто Васе и Јела барале деца. Зборам за овие законските родители. Они претходно се лекувале во државна болница. Со тоа што Јелица не можела да има деца. Значи, она била неплодна, а Васе можел. И он си беше буслакоколечар. И тоа. Имаше, како не трауми, ама некај 21-2 ти ја избледа. Немаше друг начин. Морав да се пренасочам на мојот живот. Морав да се помирам дека морам сам, све сам, ама понекогаш не можеш сам. Природно е да побераш помош од некогаш, некаде. Дали во текот на твоето детство уствари вистински пријатели? Другари? Другари, да. Да. И во основно, и во средно. Ден денес со нив комуницираш? Да. Па едниот беше завчера. Ми донесе за јадење. Со другиот се слушаме телефонски, меѓутоа он исто ја чува мајка му. Она има околу 89 години. И иначе да. Помагаат Како ти колку што имаат? можат, ама они Не за помагање, во тоа време како ти има прифатено, ти сам им кажа не дека сум бил си делен, сам им кажав. Многу нормално, многу топло, многу човечки. без тронка на жалост да те играат за Не тоа што им е покажуваат, жал, не- туку не. едноставно природно ве засака како човек и како дете. Природно. Све беше натурале. Немаше ни трунка со жалување. Тоа се надевам дека ви било многу Да. пријатно во тој Многу момент пријатно, ја затоа не се што чувствував воопшто одделено од нив. Они кога има, не, јас кога немав, они има. Они кога нема, јас имав. Сите излегуваме заедно во тоа време во Југославија и ако имаш, ти имам и јас. Ако немаш, ти немам и јас. Немаше никаква делба. Јелица никогаш во животот ја немаш чуена? Не знаеш каде? Јелица, како не, Јелица е почината пред кога работев во една кафана, тој човекот што го менуваше Плинот, она била премажена во село Долно Лисича. Добра. Таму е премажена била и узмаве, ти знаеш он која ми е мајка, бла бла бла, ја го прашував како е, што е, и он ми кажа, значи, дека она починала пред, она е родена 1939-та, починала пред 15 години. Не, пардон, 10. 10. Ми беше жал, да. Зошто ти беше жал, Мики? Па ми беше жал затоа што
Може сме требале да поминеме подолго време заедно. Ама вие од години и пол не сте Да. со неза. И кога си вика... Дали никогаш имаш побарано, дали таа ти има побарано, ти немаш ни обврска да ја побараш. Ми има побарано кога сум бил 7 оделение, меѓутоа баба ми не дозволила да доаѓа да ме гледа. Зошто го направила тоа, како го направила, најверојатно заради тој неморален чин, што се случило во тој период, кога ме посвоиле со Васа. И она се понашаше спрема мене многу заштитнички. Не се лутиш на бабата и така. Не можам да и се налутам. Затоа што она се уште не е почината. Она ќе почине кога ќе почине мес. Ама никогаш ни се налути притходно, ни кажа... Никогаш. И кажа баба ти како ќе одлучиш, така ќе биде? Се било како она, затоа што знаев дека она го знаев дека она го мисли најдоброто за мене. Ја додека беше на жива мене ништо Таа не е ми за тебе фалеше. баба, така. Све. Она ќе почине кога јас ќе починам. Драга Манасиева не е почината. Така е името, Драга. Сега каде е Васа? Васа Дали е жив? во Германија, не, почината пред 18 години, он таму се прижени. Од тој законски брак што му успеал, нели? Секој лето имаше по некоја нова девојка, ама последната се венчале и со неја има ќерка. Значи ти имаш сестра. Да, сестра Валентина. Она е мажаниц италијанец. Дали си имате Не се комуникација. чуено? Зошто не ја побараш? Па затоа што кога он починал, она него го запалила како урнек. Го кремирала? И мене ми пренесоа братучевите, еден братучет од Германија ми се јави дека го кремирала и само реков, па можела барем да ме контактира. Како негов прв син, без обзир што сум ја посвоен, пак сум негов син. Негов син И он ми сте, се веќе појавува тоа. на секој документ. Василија и Илица и во изводот. И тука малку не се каравме, меѓутоа тогаш си ставивме Никогаш ја двајцата немате ја имаш видено? Валентина? Да. Па ја имам видено, последен пат ја видов Сте се дружеле, сте имале некаков однос како брат и сестра. Па, може би некако брат и сестра, ама еве... Бев ја 2 пати во Германија, катетко. 1988 и 1993. Тогаш веќе беше родена Валентина? Да. И? Беше средношколка, меѓутоа не можеше да се изгради тој однос. Брат-сестра, не можеше да се изгради тој однос татко-син. Не можеше. Затоа што јас во мојот живот, вајде од дете или сега, сум научил да правам работи кои што не научих да бидам дволичен. Научив да и драго ми е што не сум научил да бидам дволичен. Многу се ретки луѓето во денешница во такви. Бев јак, ги сакав, не ги мразев, али нешто што не излегува од мене природно, не ме прави среќен. Не ме бива да глумам во превод. Тоа може и тоа добра страна, да знаеш да глумиш, ама јас не можам да глумам. За тоа не ме бива. Или те сакам, или не те сакам. На моја штета. А да сум глумел, тогаш сум Васе, значи, дека, а не сме се карале, не можеше да се изгради, како да ти кажам, однос татко-син. Не можеше да се изгради однос во таа фамилија, со неговата втора законска жена, да се направи едно семејство, затоа што се беше вештачки. Миодраг вели дека никогаш не знаел да глуми. Можеби, признава, ќе му биде полесно ако умел да ги скрие чувствата, да премолчи, да се преправа и така да изгради подобар однос со таткото што го посвоил. Можеби тогаш ќе добиел повеќе можности, посигурна иднина и живот без толку многу премрежја. Ја веќе работев во Скопје, живеев под кирија, јас си земав неплатен одмор и отидов, ајде да пробаме. Да се земе она што времето не го дозволило да се земе. Не можеше. Дали во тоа ми помигна книгите што читав, или другарите кои што ми помогнаа многу реално да размислувам, сурово реално,
И затоа викам, може сум требал да бидам глумец. Да го засакам, па да ми направи мене германски пасош, нели? Пошто ми следува во тоа време. Пошто ми е законски татка во Германија, не пишува никаде, мене тука не ми пишува дека сум боснак. Така. Јас сум, значи, негов син, не ме следува германско државјанство. Ама ете, јас не можев тоа да го направам. Мислам, и си се вратив. Убаво ти било домче да си бидеш обкружен со љубов и да си продолжиш така Па парите никогаш не ми живееш. биле предимство. Никогаш не сум дозволил да ме обседнат. И да Така, направат имаш од мене. завршено средно куварско училиште и Сам си се работиш финансирам. како работеше. Се извинувам, ќе дојдеме Нема и до проблем. тој Како тој кувар, момент. готвич, да. Многу си ја сакам работата, ама сега тоа што е? Имаш работено по, да не ги споменуваме, меѓутоа доста познати ресторани во Скопје. Да. Зашто не ги кажам, нема да кријам. Едно бар ботаника, дуомо, Томче Совка. Баш ги имате поминато едниот по добрите. Да. Пошто Е, јас можам да работам и стара кујна и модерна кујна. Значи и тавче гравче и бифтек медиум. Или добро печен. Со ваков сок, онаков сос, ваков сос. Коварството е енциклопедија. Како животот да не му приредил доволно искушенија, следува уште еден тежок удар. Лекарите му ја откриваат болеста, васкулит, диагноза што целосно му го менува животот. Секојдневието станува борба со силни болки, а работата која дотогаш била дел од неговото достоинство и начин на живот, повеќе не е можна. Но и покрај физичките страдања, Миодраг не дозволува болеста да му ја одземе надежта. Која е причината што ми се јавивте и што се случува? Не знам дали се познава сега, можеби и масата не можат убаво да фатат камерите, меѓутоа потом ќе го средиме тоа. Имаме проблем со носата. Туку имам една рана на десната која што е во завршна фаза, фали уште малце кожа да зарасне, за да се затвори, а на десната е доле отворена. Каква болест имате? Васкулит. Што всушност е тоа? Како ви објаснија докторите? Тоа е дека е воспаление на крвта, дека не се знае кај удира. Најверојатно се лекува со ревматолошки, со имунотерапија, со примање на имунотерапија, која што е многу скапа и ако ти немаш пари или здравство или ако не може да го дозволат докторите да помогнат, се проширува. Моментално кај мене е само ограничен на кожата. Правена е биопсија и васкулит е најдено. Нема ништо. Не е гангренична, шекерот ми е седмица, ама васкулит. Што јас не знаев и ми објаснија што е. Како ја откри, што се случи, кога беше тоа? На левата нога пред 4 години од позади имаше раничка. Колку време не работите? Епа сега откако не сакав да ја бидам на бабава на товар, работев со прекини. Мораш. Со оваа нога. Ама и тогаш ми вика, они и она викаше не оди на работа, колку што има. Ај за оваа и оваа е сега мене левата ми е подобра, пошто носам и компресивна чорапа, ама за деснава некако многу ми ја зема, силата ми ја зема. Не сум тој што сум бил. Има па како не? Ноќе почнуваат, од 2 до 6 сабајле траат. Више ми е странно да споменам тоа што го пием. Не, тромадол. Ова не помага. Низ целиот свој живот Миодраг верува дека ништо не се случува случајно и дека Бог секогаш испраќа по еден ангел кога човек најмногу има потреба. Некогаш тој ангел била баба Драга, жената што му ја подарила љубовта, сигурноста и домот што животот претходно му го одзел. Денес, животот повторно му испишува слична приказна, ново време и со ново лице. Таа улога ја има баба Жане. Сосема случајно се запознале во домот каде што Миодраг живее како подстанар, но токму таа случајност со време прераснала во судбинска поврзаност.
Од непознати станале семејство, од странци станале луѓе што се разбираат без многу зборови. Баба Жане нема своји деца, но во Миодрак го пронашла синот што животот никогаш не и го дал. А тој пак во неа пронашол топлина и грижа што повторно му ја пополнуваат празнината во срцето. Најпрво, како се запознавте и од каде оваа љубов спрема овој човек? Па така ми влезе у срце и како да не му помогнам дете. Он сам, јас сама. Се запознавте тука во оваа куќа каде што сте под кирија. Да. И зошто сте вие под кирија? Зошто сте Па, сама? тоа е долга приказна дете. Може ли накратко само да ми кажете? Па маш ми почина, девер ми почна да пие и ми избрака. И ти Немаше. остануваш сама. Сама. Доаѓаш во оваа куќа, Да. каде што моментално живеете, Да. и изнајмуваш соба. Да. И се спријателивме и така. Што да ви кажам друго. Такво срце имам, сакам да му помогнам и уште ќе му помогам. Нека не губим, надажи од мене. Отворено ви кажувам. Сами ли вие му се понудивте дека да не се секира, дека вие сте тука до Да. него, колку имате вие, толку и тој ќе има. Да. Како дојде сето тоа? Може ли накратко барем приказната да ми ја кажете? Па, Како му си реков, се случи таа доверба да ја имате со него? не знам какво, наеднаш доверба ми дојде и толку беше. Доверба голема ми дојде за да му помогнам. Колку време живеете заедно? Па, 5 години. Со кого живееш сега? Со таа баба што ви ја спомнам, она исто така дојде на подкирија и она помага све. Што ти е тебе? Баба? Она? Ништо. Од човечки аспект го прави тоа. Не, од сам? Не сте роднини? Не, Не е сестра на баба ти? не. Нема да те лажам. Она го прави тоа од човечки попути. А личи многу на баба ми. И затоа многу ја сакам. Така, не знам зашто помислив дека се Ако? биле сестри и... Ако? И јас понекогаш кажувам, викам многу ме потсеќаш на мојата баба. Истиот карактер, истите навики, истите Како се споивте грижа. еве тука да И живеете? па ја во Васова е она, јас там. И се спојуваш. И така се Кафе, запознавте? тешко ми е, да. Да, и мене она многу ме потсеќа на мојата баба. На Драга. Да, има свој дечиња? Не. Не? Не. Значи таа те гледа како своја дете, ти ја Да. гледаш како своја бабичка Да, и да. ете едноставно Господ веројатно го Да, и- спојува намерно. Па да, последнава недела е притисокот висок. 200. Секој ден. Ноќе и така веќе не ги кажам булките. Мислам да кажеш ајде не овкам гласно. За да не ја вознемирувам, ама ја гледам дали диши. Пошто сега овие денови со ова време во притисокот е многу висок, има апарат се мери. 200 со 100. Си Зошто викам, ја толкав притисокот? Па притисок е Кристина. Гази, лекови, тромадоли, струја, јадење, сапун за едната нога, сапун за другата нога. Иако живее од една пензија, баба Жане секојдневно се грижи за него без да праша колку ќе чини утрешниот ден. Му купува лекови, му носи храна и е тука во моментите кога тишината е најтешка. Со што се прехранувате, затоа што ми кажа дека имате баш мала пензија, а имате лекови, имате и за вас, нели, сите тие потреби. Па, ќе накупам за цел месец. Фрижидер имам за горите наши мами. Ќе имаме за цел месец. Колку ви се трошоците? Па, 20 гази и 20 завои се 1500. Колку ви е вас пензијата? Па 24 близо. Пак искачаме на крај. Што да ви кажам друго? Тоа е од мене. Од мене толку од Господа повише. Господа му помогне.
што да кажам, тоа е тоа. Колку добра личност сте вие. Па на Мики му помагате од никаде, делите од својата пензија, го гледате како свое чедо. Па дека немам деца, ова е. Што да правам? Така ми е срцето жалостиво, за секого да имам жал. Покрај тоа што ја запознавме неговата животна борба, одблизу се соочивме и со една сурова реалност, дека човек кој секојдневно се бори за достоинствен живот, се уште нема регулирано здравствено осигурување. Тоа не е само административен проблем. Тоа е прашање на сигурност, со право на лекување, на мирен сон и надеж дека кога здравјето ќе биде загрозено, нема да остане сам. А што се случува со осигурањето? Зошто да не можеш да имаш осигурување? Нели, кога си во работен однос во ред, меѓутоа имаме уште еден проблем. Покрај ногата, покрај тоа што немаш финанси, не можеш да имаш ниту осигурување. Не можам да имам осигурување затоа што склопив брак во 90-тите, кога имав 26 или 7 години. Се венчавме со Гордана Кириловиќ, е од... да, од Србија. Така. И после тоа едно време се разведовме и сега за да имам здравство, се разведовме во граѓански суд. Спогодбено. Спогодбено, немаше насилство, немаше никакви, Така, кажеш, едноставно сте се договориле дека не ви одеше оди. повеќе и се разведовме и сега за да имам здравствено пресудата не може да најдеш во граѓански. Те водат се уште како да си во брачна Состојба. Да, а во социјално за да имам здравствено осигурување од државата ми бараат дека јас сум во слободна брачна состојба, пошто на изводот се појавува дека јас сум се уште во брак со Гордана. И заради тоа Не можат во суд никако, после колку барање имаш Три пуштено. барања има пуштено, 5 месеци го бараат. Од И сега ти стаса, мене ми го покажа, ти стаса од суд дека не постои таков предмет. Јас бев го земав, но однес еден другар, пошто лично ми побара, го земав и после тоа бевме социјално за здравствено. Они рекол дека со тој документ ништо не се прави, они бараат уверение за слободна брачна состојба, за да не испадне као нешто недоверливо. Да си имаше до сега здравство, што нормално е, знаеш. Ајде, се трудам да бидам и рационален и да не го избегнувам прашањето, ама мораш ова јас да ви се обратам на вас. Се надеваме дека оваа порака ќе стигне до оние кои можат да помогнат и дека заеднички ќе направиме уште еден важен чекор кон подобар и подостоинствен живот за Миодраг. Затоа што не можам да гледам како васколитот ме јаде. Како да го кажам тоа? А тоа ми се случува. Секој ден кога се преврзувам. Сам се преврзувам. Се научив. Морам да се одржава чисто за да не добие инфекција. Пошто сега е топло. И тие се дополнителни трошкови. Големи. Колку се тоа трошици? Па да сега ти кажеш, че вчера кога зема пензија, купи кази и завои, тоа си 1500. А пчињата, терапијата, еден сапун за едната нога, друго сапун за еден сапун за левата, еден сапун за десната, за да не се мешаат. На месечно ниво се тие 6000 сега. А дали доколку имаш здравствено осигурување ќе ти биде, дали подлежи по државна капа? Да. Сето ова подлежи со Треба да одам во нула? болница. Затоа јас ве замолив вие да дојдете, срце на тланка. Мене ми се избројани, кога јас се чувствувам, ја на моменти немам енергија. Немам, сано немам, ете прииска пред да дојдете, од еден сат не можев прстите да ги мрдам. Најверојатно го има тој во кога да се обратиш, васкулитот може да си работи. Али не може. Не знам, никој болница, морам да одам на лекар, на болница. Јас сум за болница, не сум за да седам дома. Греот е и за неа. Барем ја да бидам поздрав да можам да се грижам, да се вратам на работа. На некој начин да и вратам се што правила.
Јас мислам дека тој сака да се среди цела во оваа ситуација само за да ви врати. За да може да почне да работи и да може да ви врати Немаше и да ви ми врати. Нека му оздрават нозете, нека стапи на нозе и тоа. Нека му даде Господ здравје, нозе да му оздрават и што да ви кажам друго. Дали знаете дека Мики не ги покажува болки да само за вас да ве заштити? Па, колку пати го прашам, доста више ти со тие болки ме боли, што да ти кажам, вика. И кога ќе се затвори оваа приказна, останува чувството дека зад секоја болка стои една тивка, но силна волја за живот. Сето ова многу помалку би ве чинело нормално со осигурување. И како што велите, што ако отидете во болница, едноставно нема да ве примате, односно ќе ве лекуваат приватно иако сте во државна болница, така? Приватно. Тоа сигурна сум дека се многу финансија, во моментот вие имате нула примања, тоа никако не доаѓа во обзир. Јас се надевам дека ќе има по оваа емисија слух некој што е многу моќен за тие работи, за да може да го средиме и во суд да се пронеде пресудата и да се среди осигурувањето и да ве примат во болница за да може да се колку може да се излечи. Дали има лек за Има имунотерапија. Кажа. таа што ми ја спомнавте. Тоа Имунотерапија и соодветни лекови. во државна болница тоа ќе би можело да би ги можела, да. На ревматологија или на дерматовенерологија. За васкулител не знаат што значи. Не треба да лежам таму, јас сам се приврзам. Не знам колку, мене ми е раната секој ден иста. Пошто самото преврзување, ја што го правиме, ми е стресно. И секој ден ми е иста. Дали се зголемува или се смалува, мене ми е иста. Не можам да си дадам одговор на сам себе, а ја пратам. Ама ти не си стручно лице Па, за не кое сум што стручно може лице. би сега треба некој плюс лек да се стави. Апел што е можно побрзо ова да се реши, затоа што не би било фино да гледаме ваков човек кој што е работоспособен, мислејќи на тоа да сака да работи, да ја сака својата професија, а да поминува низ вакви болки, не е фер и би било навистина убаво да целата оваа приказна да заврши со еден убав крај и да бидеш излечен, да помогнеш на бабата која што ти помага да можеш да вратиш се и да ги правиш највкусните јадења. Јас се надевам дека многу брзо ќе стане на нозе, се молам за тоа. Ќе стане на нозе и ќе може да ви ги прави најбавите готвени јадења и се надевам дека ќе може да ви врати затоа што тоа му е навистина голема желба. Здравјето нека му се врати и нозете да му се вратат нормално. Што да кажам? Тоа е тоа. Се надевам дека ќе биде така и по оваа емисија ќе се свртат некои работи. Да, може. Приказната за Миодрак е приказна за преживување, но и за љубов што не се избира, туку се случува. Во неговиот живот има болка, но има и нешто многу посилно од неа – благодарност и надеж. Ви благодарам што ми ја раскажавте вашата приказна. Оваа емисија ме научи дека не е важно кој те донал на овој свет, туку кој ти израснал, кој на крајот од денот е до тебе и дека ти ја имаш направено сам својата фамилија и сам своето семејство. Баба Жане сега ти е твое семејство, твоја потпора, твој живот. Се надевам дека, како што кажа, ќе се среди сето ова, ќе имаме здравство и ќе можеш се да ја вратиш. Да, јас би сакал. И јас се надевам искрено. Фала, би сакал. Ова се производи од нашите пријатели Храна и вино. Се надевам дека барем еден месец ќе имате ќе ви помогне за пензијата да не се троши веднаш. Се надевам дека ќе успеете со тоа да заштедите некој динар за наредни завои, за лекови, за да му помогнеме на Мики. Исто така, нашиот спонзор Flex Credit ви подарува 15.000 динари за бела техника. Што ви е најпотребно, ќе одиме, ќе си избереме
Дали сакате шпоред, дали телевизор, дали нешто, некој апарат за готвење или за чистење, не е важно, тоа е веќе ваша одлука. Ке се видиме таму на лице место, ќе одбереме заедно. Ова се за вас, пари од Америка. Фала. Да ги искористите сега за лекови. Фала. Дур не го средиме здравството, меѓутоа јас се надевам дека институциите првите се тие кои што ќе се јават и ќе го решат овој проблем. Исто така и судот за да се најде пресудата за разводот, за да може се полесно и полесно да течат сите овие работи, дека ќе бидеш конечно примен на клиника, за да може да ти помогнат околу болките и да може да прекине веќе оваа голгота со боледување и да се вратиш повторно на работа, затоа што ти тоа го сакаш, затоа што сакаш да работиш и затоа што сакаш да готвиш, тоа е твоја прва љубов. Да, точно. Јас се надевам дека ние како екипа за многу кратко време ќе дојдеме таму кај што ќе работиш и ќе готвиш за нас. Би сакал во секое време. Срце на дланка денес потсетува дека човечноста постои во тивки херои, во скромни луѓе и во срца што знаат да сакаат без услов.